Филипче ја спушти границата за пристигнувањето на антиковид вакцини во Македонија. Открива дека првите дози вакцини преку Ковакс механизмот ќе стигнат на крајот на месецов, ама за секој случај го остави во игра и рокот за првата половина на февруари. Првите пратки во земјава ќе бидат вакцините на Pfizer, а следна која доаѓа предвид е вакцината на AstraZeneca. Количините и натаму не се познати. Освен најавата дека е можно да стигне одредена количина на крајот на јануари или почеток на февруари, најава за точна количина нема ниту една земја во Ковакс системот. 833 дози преку Ковакс механизмот, 800.000 дози директната спогодба договор со Pfizer и 800.000 дози со кои што веќе аплициравме и добивме поддршка од канцеларијата на Европската делегација кај нас, дека има и финансиска поддршка, грант од Европската Унија од одреден процент од земјите членки на Европската Унија. Дека патот е долг и воопшто не е лесен Македонија да дојде до вакцина, предупредува и епидемиологот Даниловски. Сите знаеме дека беше планирано да стигне вакцината кај нас во март месец, но исто така разбравме дека тоа по се изгледа нема да биде баш така, затоа што богатите земји однапред ги откупија практично сите резерви на вакцини и од друга страна на Ковакс му недостасуваат цели 2 милиарди евра за да ги исполнат планираните набавки за сиромашните земји. Така што тука сме и ние. Така што лесно може да извисиме за 2021 година. И додека се чека вакцината, остануваат на сила рестриктивните мерки. За сега не се планира олабавување на истите. Филипче смета дека логично е барањето на угостителите да им се врати работното време до 23 часот, но амин за тоа треба да даде Комисијата за заразни болести. Дел од угостителите излегоа со барање уште од следниот понеделник работното време да биде до 23 часот. Според нивните пресметки, загубите од дополнителните рестрикции кои владата ги донесе пред новогодишните празници се многу поголеми од првично очекуваните.